сите. Ајде може да почнеме. Кажите кога се. Може? Добар ден на сите. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Од почетокот тврдев дека евентуалната постапка за моје разрешување е политичка одлука. Затоа денеска поднесов неотповиклива оставка од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Функцијата што во изминатите нешто помалку од 2 години ја вршев честно, достоинствено и од која заминувам со гордо крената глава, но и со разочараност, поради очигледното непочитување на принципите врз кои почива правната држава. Доказ за тоа е фактот што дури денес во 10 часот утрово на само 1 час пред закажаниот почеток ми беше доставена покана од собранието да присуствувам на седницата на која ќе се расправа за моје разрешување. Предлогот за разрешување воопшто не ми е доставен и не знам на што треба да се произнесам. Собраниската седница, која очигледно требаше да биде само формалност и за која не ми беше овозможен ниту еден минимум разумен рок за да подготвам своје обраќање. Тоа е така затоа што е јасно дека станува збор за предлог кој не е заснован ниту на закон, ниту на факти, туку представува опасен преседан со далекусежни последици по независноста на јавното обвинителство. Овој предлог, како основи за разрешување, од она што го имам како сознанија, содржи само 3 реда, а ниту еден од нив нема образложение или аргументирана подкрепа. Законот е јасен. Државниот јавен обвинител може да биде разрешен само доколку се утврди дека сторил тешка дисциплинска повреда. Тоа е така не заради заштита на Љупчо Коцевски или на кој било друг што ќе дојде на оваа функција, туку заради заштита на самостојноста на јавното обвинителство и начелото на поделба на власта. Принципи кои денеска се длабоко нарушени, бидејќи со ниту една постапка не е утврдено дека сум сторил ниту лесна, ниту тешка дисциплинска повреда. А тоа, знаа и медиумите и јавноста, го потврди и Советот за јавните обвинители кој даде негативно мислење по предлогот на владата како уставно и законски надлежен орган задолжен да ја штити независноста на јавното обвинителство. Од тука, самата постапка за моје разрешување е правно неиздржана. Но дозволете ми да зборувам и за суштината, нешто што сметам дека е далеку поважно од самата постапка и правните формалности. Откако ја презедов функцијата државен јавен обвинител, обвинителството функционира во услови на сериозни кадровски и материјални ограничувања. Бројот на јавните обвинители и стручни соработници е намален. Дел од обвинителствата работат со минимален капацитет, без соодветна техничка поддршка,
без современи алатки, а често и без основни услови за работа. Но и покрај сето ова, како резултат на одлучните чекори кои ги презедов, резултатите од работата се видливи, мерливи и јасни. Податоците од годишните извештаи говорат дека ефикасноста на обвинителството во 2024 година е зголемена во однос на 2023 година. Верувам дека иста ќе биде состојбата и за 2025 година, а годишниот извештај веќе е во подготовка. Дополнително, ќе ве потсетам дека сработени се голем број предмети од висок јавен интерес, во кои се опфатени осомничени, блиски до различни политички и бизнис центри на моќ. Тоа говори за неселективност и објективен пристап во работењето на јавното обвинителство. Имаме правосилни пресуди за подкуп и влијание во правосудството. Имаме активно обвинение за понанешната председателка на Државната комисија за спречување на корупција. Имаме поднесени обвиненија против организирани групи од наркоподземјето. Имаме отворени истраги за даночни малверзации, злоупотреби на ИПА фондови и многу други предмети со кои поради несовесно работење е нанесена штета на државата. Навистина, ако почнам да ги редам, сигурно ќе излезат над 20, можеби 30 такви предмети.